почитувани гледачи. Јас сум Александра Филиповска, ова е новото издание на емисијата Бизнис 21. Од 12 октомври почна со постепена примена новиот систем за влез и излез од земјите од Шенген зоната за граѓани од трети земји, меѓу кои и од Македонија. Печатите на пасошите ќе одат во историјата. Податоците ќе се евидентираат електронски, патниците ќе мора да поминат биометриска регистрација при првиот влез, односно отпечатоци од прсти и фотографија. Системот автоматски ќе следи дали некој ја надминал дозволената должина на престој во Шенген зоната од 90 дена. Што ова ќе значи за граѓаните? Ќе има ли повеќе чекање на граничните премини, особено во летната сезона? Како ќе се реши проблемот со транспортерите? Дали се засегнати граѓаните кои работат во странство? Како ќе се одрази на туристичките аранжмани? Мои гости вечерва се Билјана Муратовска од асоциацијата Макамтранс, транспортната асоциација Макамтранс. Добро вечер, ви благодарам што сте денеска мој гостин. Господинот Артан Керим, председател на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори, ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам на поканата. И господинот Зоран Кочовски, собственик на Коузон, агенција за посредување при работа во странство. Благодарам и на вас. Господа, од 12 октомври почна постепената примена на новиот систем за влез и излез од Европската унија. Обврската е првиот месец да се идентификуваат 10% од патниците од трети земји, а до 10 април 2026 да имаме целосна идентификација. Господине Кочовски, ќе почнам од вас. Што покажуваат првичните информации? Што се случува на граничните премини? Имаме ли идентификација или постапките одат бавно? Има ли некакви проблеми или некакви реакции до вас? Ако дозволите, јас во уводот би кажал дека Европа е една од последните напредно развиени држави или западни држави од западниот свет која го имплементира системот на фотоидентификација за влез на границите. И ценам дека тој систем во иднина ќе придонесе многу за побрзо минување на границите и покултурно минување на границите. Она што Европа се соочува, а со што се соочува и со што ќе се соочува во периодот кој доаѓа е преголемиот број на гранични прелази каде што треба да се имплементира системот. Задоснувањето со имплементацијата на новиот систем е точно заради огромниот број на прелази каде што треба да се имплементира новата мерка и ценам дека некој направил стратегија преку кои гранични прелази првично да се имплементира системот. Јасно е дека направија напори да тоа бидат најголемите аеродроми во Европа, каде што е потребно да има побрз проток на патници. Односно, анализите кои јас ги читав покажуваат дека влегувањето во Европската унија ќе се забрза за 33% најмалку во првите 12 месеци откако ќе биде целосно имплементиран систем. За жал, се уште не е имплементиран, или за среќа не е имплементиран, бидејќи се останува на физичкото поминување на границите на Европската унија со покажување на пасош, ставање на печат и евиденција која би рекол се уште е климава. Кога кажувам климава, затоа што Европа немаше централизиран систем на водење на евиденција на влезовите и излезите, често имавме привилегија што е така. Во некои ситуации имаше и лица кои настрадуваа заради тоа што кога имигрейшн офицерот ќе ги брои печатите, пак брои грешно и на крајот или ќе се откаже и ќе каже ќе одете, немате проблем, или ќе ви прават проблеми и ќе ве задржат неколку часа. Предпоставка е дека со новиот систем сето ова ќе се анулира. Оние кои сакаат да го злоупотребат слободниот влез во Европска унија и да престојуваат повеќе од 90 дена веднаш ќе бидат банирани, односно ќе бидат регистрирани и ќе биде забранет на тамошен влез во одреден период, а оние кои ги почитуваат правилата на влез во Европската унија во секој случај предпоставувам дека ќе имаат голем бенефит затоа што прво нема да мораме да менуваме пасоши на секој неколку месеци, тоа важи пред се за возачите или за нас кои почесто патуваме еднаш годишно, а од друга страна ќе биде покултурно влегувањето во Европска унија. Добро, и сега да одиме конкретно на вашата проблематика, посредувате при работа во странство. Има ли некакви импликации ова врз работниците кои што сезонски, да речеме, кидат да работат во странство? Искрено кажано, ќе ги погоди оние кои нелегално работат. За сите оние кои влегуваат регуларно во Европската унија со дозвола за престој и работа, оваа мерка ќе биде благодет.
Сите оние кои злоупотребуваја, одеа работеа 2 месеци, па се враќаја месец дена, па одеа 2 месеци, тие ќе бидат во проблем. Очигледно дека ќе се намали таа, да кажам, пресија на нелегална работа во одредени пред се западноевропски држави, не и државите од регионот кои се дел од Шенген просторот, затоа што сите кои работеа или работат во Хрватска имаат регулиран престој. Не имавме вработени кои работат во Грција, влегуваат со дозвола за престој и работа во Грција. Дури во Бугарија, оние кои одеа во Бугарија со работни дозволи влегуваат и престојуваат со работни дозволи. Она што ќе биде дополнителен бенефит. Сега работните дозволи нема да бидат само локални за државата во која се вработени лицата и во која престојуваат примерно 6 месеци, туку ќе бидат евидентирани како работни дозволи во Шенген просторот. Тоа е големиот бенефит кој нашите апликанти и вработени лица ќе го искористат, бидејќи со досегашниот систем ние имавме проблеми. Ако ви имате дозвола за престој и работа во Хрватска, таа дозвола не беше евидентирана во системот на Шенген. И при првото следно влегување во некоја друга европска држава, лицата имаа проблем. Требаше да докажуваат со хартиени документи дека престојувале регуларно. Дали е тоа Бугарија, дали е тоа Грција, дали во конкретниот случај Хрватска. Значи, во некој сегмент новиот систем ќе биде многу од корист за она што ние го работиме или за лицата кои ќе бараат работа, од причина што се ќе биде регулирано. Така. Господи Муратовска, вие постојано, камионските транспортери постојано се на терен. Повеќе од 2 недели, почетната примена на новиот систем, алармиравте дека голем проблем ќе има кај транспортерите. Што се случува во моментов? Видите, за разлика од господинот што кажа дека не е се уште целосно почнат, за нас транспортерите е почнат одамна. Најмалку овој систем за евидентирање на возачите, земање на биометриски податоци, дали прст, дали од очите, пасошите веќе 5-6 месеци се спроведува. Поентата е во тоа што досега, кога беше рачно броење, контролите беа насумечни. Ке запрат 1-20 души ке поминат и нема да се види и не се приметуваше толку во однос на вкупната работа која што треба да се извршува. Многу од граѓаните и државните органи не разбираат што значи превозот во патниот сообраќај, особено стоката, бидејќи според статистичките податоци ние обслужуваме 96% од превозите во увоз и во извоз, што значи без непречена работа на нашите превозници, ќе имаме големи проблеми и во стопанството на секое ниво, затоа што цените на превозот кои ќе се користат германски, бугарски или било кои други превозници ќе пораснат многу повеќе, затоа што ние сме домицилни, домашни, од тука тргнуваме или се враќаме. Така да ние полека се спремаме за сите овие работи кои што се случуваат. Работиме на регионално ниво, меѓутоа, за жал, можам да кажам дека за сега немаме некои успеси. Што се случува сега во моментот? Значи, ги идентификуваат секој камионџија посебно, се идентификува на секој граничен премин. Се бројат сати, денови, денови се бројат денови и најтешко е тоа што некогаш и за 5 минути во денот кој ќе влезеш на одредена граница ќе ти рачунаат 1 ден. Последниот пресметка која што се направи од средбата која што имавме во Београд со представници на сите амбасади од Шенген зоната, ова бизнис транспортната заедница која што има седиште вака, се направи проценка дека доколку би се вреднувало престојот во часови, затоа што ние имаме специјални дигитални тафографи во возилата каде што се рачуна времето целосно, во секунди можам да кажам, тогаш би се додало на овие денови кои што се 90, уште едно 15 дена кои што би можеле да бидат флексибилни во однос на престојот на возачите. Мислам, најтешката работа е тоа што зборуваме за престоја, возачите не престојуваат. Значи, возачите вршат дејност која што е од македонско трговско друштво, не одат да работат за некои странски овие трговски друштва, туку извршуваат работи исто како и сите други транспорти кои што се биваат авио, железнички, бродски превоз. Меѓутоа, за жал, Европска унија, единствено превозот по патниот сообраќај го има одвоено. Зошто?
Па видете, јас тоа цело време го кажувам, ова се нестандардни мерки кои што се спроведуваат не само према нас како Македонија, туку према сите држави кои што се надвор од Европската унија, особено Западниот Балкан, затоа што најлесно е да се привлече работната сила, да се префрли во Европска унија. Имаше огромни студии, тоа е нашата грешка во нашава држава, што не правиме анализи за состојбите, што се случува. Значи, од 2015 година до 2025 оваа година 2 милиони возачи отидоа во пенсија. Поготово ако знаеме дека е бенефициран стажот, значи доаѓаме до еден период кога е поголем број на луѓе. Новите анализи покажува од 25 до 28 дека ќе има уште 500.000, така да Германија прва почна со привлекување, со тоа што прво беше пријавете се, па ќе ви дадеме работна виза, па ќе ве примеме. Вториот чекор после 2-3 години го направија дојдете работете, па во текот на работењето ние процесот на вадење на работна виза ќе продолжи и последната мерка ги привлекуваат заедно со нивните семејства. Така да кога ќе дојде целото семејство на едно место да живее, потешко е да се вратат назад. И тоа не се случува само, ова го кажав во Германија, бидејќи е најочигледно и најпрви почна, меѓутоа истото го прават и во Белгија, истото го прават и во Чешка, сега и во Словенија, така да ние како Западен Балкан се соочуваме со тоа да имаме голем одлив на возачи, овде ги обучуваме, ги вадат сите можни документи, бидејќи за да бидеш возач треба навистина многу сертификати да имаш, кои што и кошта, тоа е инвестиција. Дури нашите превозници сами инвестираат да обучат некого, али после 3-4 месеци од кога ќе стекнат одредена пракса, најчесто заминуваат. Ќе се вратиме повторно на оваа тема, господине Керим. Кои се првичните впечатоци кај туристичкиве агенции, да кажеме? Има ли некакви проблеми, ви се јавуваат ли граѓани, што треба конкретно да направат на граничните премини? Има ли некакви потешкоти или чекање на граничните премини? Видите, овој систем се најавува веќе 2 години и се одложува. Јас мислам дека и пак нема да почне, да се најави дека на 12 октомври ќе почне. За патниците? За патниците нормално, да. За патниците се уште не е почнат. И мислам дека ќе се одложи, бидејќи сега доаѓаат божикните базари во Европа и Асоциацијата на туроператори од Брисел ќе направи притисок да се ова одложи за неколку месеци. Ако се одложи за неколку месеци, ја мислам дека и во пролетта 2026 нема да се имплементира и мислам дека целиот систем ќе се одложи за 2026 која ќе почне во октомври, која ќе почне и со наплата. Бидејќи сега е као тест период, меѓутоа нигде на ниеден граничен премин не е почната оваа имплементација. Јас имав комуникација деновиве, значи со Германија, со Австрија, со Шпанија, со Италија, со Бугарија, Грција, нигде не е почнат системот, бидејќи сакаме да видиме какво е искуството, нигде нема почнато. Иначе ова е за поздравување. Зашто? Бидејќи после 2 години ние фактички нема да ни треба пасош да патуваме во Европска унија. Директно со отисок од прст или со контрола на зеница ќе можеш да влезеш во Европска унија, лична карта ќе ти биде доволна. Значи ова е еден вид на некоја футуристичко како да кажам, дигитализација на системот во Европската унија, што е за поздравување, не е мислам за заплашување, фактички се знае кој колку може да престојат, тоа е нормално, ние сега немаме контрола, имаат луѓето по 2 пасоши, имаат македонски, српски пасош, имаат албански пасош, има бугарски пасош и нема никаква контрола. Меѓутоа со контрола на отисок од прст и со зеница, како што ќе биде тоа, како што е најавено, се уште не знаеме, тогаш ќе се има комплетна евиденција кој каде може колку да патува и колку да престои во таа земја и ќе се надминат оние неконтроли во Европската унија. Ова значи ќе биде една убава алатка што е за сите добра. Сега и патниците што ќе патуваат првиот пат кога ќе се регистрираат, ќе им биде тешко, пошто сега пример замислете ние годишно милион македонци патуваат во Грција. И сега, ако тоа не се почне сега да се прави, секој ден по 1000 до 2000 патници да се евидентираат, тоа во летото ако се прави, тогаш ќе крахира и Грција како сезона и ние ќе крахираме како туристички агенции и затоа мислам дека ќе има одложување на овој систем макар за 1 година. Тоа е моје размислување во однос на тоа што го гледам периодов дека не е почнато нигде. Требаше да почне негде, нигде не почна. Ова, значи, е дигитализација на влезот во Европската унија. Ваков систем единствено има во Дубај,
Кога влагате во Дубај, има контрола со отисок и со зеница и не чекате. И тоа е многу добро. Првиот пат кога ќе се регистрираш, после нема никаков проблем. Меѓутоа, ќе се намалат злоупотребите. Сега наши луѓе идат работат, како што кажа колегата, работат поише од дозволеното и тоа е хендикеп и проблем за носителите на македонскиот пасош, на македонски патни документи. Со ова све тоа ќе се анимира и нема да има никакви проблеми. Имплементацијата, по моје мислење, ќе се одложи. 2 години се одлага, мислам дека ќе се одложи, бидејќи сега доаѓаат божигните базари во Европа и вие рачунајте 560.000 нови авионски седишта се поставени на Скопскиот аеродром. Како тоа ќе функционира? Луѓето ќе ги изгубат патниците што од Македонија ќе патуваат, што е најавено. Стокхолм, Бари, Прага, Мадрид, сите овие патници нема да ги изгубат они, пошто одат луѓе да трошат пари, да го поминат своето време за божикните базари. И сето тоа, ако се сега имплементира, тогаш нема да може да влезат, нема да може да ги имплементираат овие работи. Затоа, моје мислење дека ќе се одложи ова за некој одредено време. Во комуникација сме као комора со Европската асоциација на туроператори и имаме позитивни сигнали дека ова ќе се одложи за барем за 1 година, за да може полека да се искористат овие периоди на патување за македонските туристи. Добро, доколку не се одложи, планот е до 10 април да 100% идентификација да има. Доколку сето тоа малку се пролонгира, ќе фати и летната сезона. Очекувате ли проблеми, застои на граници и слични работи, доколку сето ова вака побавно, ама се реализира? Кои се проблемите кои може да ги очекуваме? Нашите 90% од граѓаните одат во Европска унија еднаш годишно. Одат на годишен одмор во Грција, или во Хрватска, да кажеме, Европска унија, да го кажеме. Другите патници, кои патуваат по 5-6 пати и они еднаш кога ќе се имплементираат, после нема никаков проблем за неговиот влез во Европска унија. Затоа мислам дека ако не се направи од сега да почне да се имплементира негде до мај месец, барем 60-70% да се имплементира, тогаш во сезоната ќе имаме сериозни проблеми. Туроператорите, агенциите, сите ќе имаат проблем за своите патувања, особено во Грција. Рачунајте милион луѓе, како ќе ги ти евидентираш на граничен премин. Секој ден има, например, по 20-30 луѓе. Ако еден патник му треба 10 минути да се евидентира, да се заведе, колку е тоа време? Нема шанси со месеци да се заврши тоа. Затоа, се гледа дека има мал проблем и како да се реши тој проблем, најверојатно и од Европска унија го евидентираат, гледаат како да го решат тој проблем. Меѓутоа, ако не се среди до април да се направи, да почне сега деновиве, тогаш ќе имаме сериозен проблем. Да не зборам, агенциите буквално ќе крахираат, тие поготоа што работат со Грција или што работат со Европска унија дестинации. Тоа ќе биде катастрофално. Затоа, ако не се почне сега за наредни 10 дена, тогаш треба да се одложи ова за година дена. Минимум за година дена, за другото зимо, другата есен, во октомври месец, да почнат со имплементација на овој систем, кај што ќе биде и со плаќање. За едно влагање на ЕУ 7 евра, па сега вика 20 евра, меѓутоа, тогаш кој ќе биде по 20 евра човек, тогаш ќе биде товар тоа за македонските граѓани. Тоа ќе биде сериозен удар врз македонските граѓани. Ќе ве прашам тоа малку подоцна која за другиот систем што треба се имплементира. Со вас ќе почнам, господин Гочевски. Баш тој европски систем треба да почне за информација овластување за патување ETIAS. Секој што патува во Шенген зоната, прво ќе мора да се регистрира онлайн, да плати, да го најави своето патување, да каже каде ќе оди, колку дена ќе престојува. И како што е најавено, ќе чини 20 евра, исклучот ќе бидат лицата помали од 18 и постари од 70 години. Она што е како некој статистички податок е дека во 95% од случаевите одобрението се издава во рок од неколку минути. Додека, ако е потребна дополнителна проверка, таа може да трае и 30 дена. Како сето ова може да се одрази, пример, на вашите сезонски работници кои ќе ги праќате во другите земји? Да бидам искрен, прво бих сакал да го прокоментирам самиот систем. Тој систем постои во многу држави во светот. ЕТА и ЕСТА постојат и во Канада, и во Австралија, и во Америка. Така да тој систем не е ништо нов. Пак ќе се вратам на почетокот на моето излагање. Европа е многу назад со светските текови. 90% од афричките држави го имаат тој систем имплементирано.
Зборуваме за Европа. Европа каска и Европа, ова што и колегата кажува дека не е спремна, очигледно дека Брисел не си е завршил домашната работа како што треба. Нас нема да не засегне затоа што ние ќе одиме и натаму на формата на добивање на работни визи. Работните визи се надвор од системот на влегување со дозвола, електронска дозвола за туристички престој. Што значи, јас, да не кажам, ајде, молам Бога да се имплементираат сите нови системи за кои ние разговараме денес и дебатираме во вашата емисија, бидејќи нас ке не заштитат. Сега, ние кои последуваме при вработување не сме заштитени, затоа што и легалната имиграција и легалната работа во Европа постои. Ова е, значи, новиот систем ќе биде легализација на сето на што ние го бараме. Тогаш работодавците нема да бараат да земат работник на црно, затоа што знаат дека тој работник има проблем. Ако престојува подолго од 30 дена, бидејќи претпоставам дека самиот систем ќе детектира кој останува 30 дена како туриста и можеби ќе ги запираат на граници, ќе прашуваат чека од каде ти ресурси 30 дена да бидеш некаде. Значи нас ќе ни даде можност да ние бидеме попродуктивни или поуспешни во работењето и во создавањето на позитивна клима за вработување по регуларни канали во Европска унија. Доколку европската економија се врати на старите корени, бидејќи би сакал само да наметнам, страшно намалена побарувачката, поготово во државите кои се традиционално интересни за вработување на македонците. Германија скоро и да нема работни понуди во моментов. Италија е страшно намалена барањето на работна сила. Да, Хрватска сезонски има потреба, но вон сезона нема. Словенија има континуирано, но Словенија има детектирано националности и професии за кои сака да овозможи регуларни канали за вработување, што значи дел од европските држави се проактивни, не оставаат на либералниот пазар да носи и да интегрира некаква работна сила, ту детектираат. Ние сакаме да работат македонци, сакаме да работат филипинци, сакаме да работат не знам кои други националности. За нив обезбедуваат канали за добивање на работни визи. Така да новиот систем за нас ќе биде сервис кој ќе ни даде повеќе работа и ќе го регулира она што сега не е регулирано. Чисто мој коментар. Така, господи Муратовска. Колку транспортни фирми има, алармиравте дека голем дел почнала и на некој начин да го селат бизнисот надвор од земјава, бидејќи тоа им се видело како најдобра солуција во моментов, најдобра опција. И дека кажавте дека може да предизвика и колапс за целото стопанство, ќе поскапи транспортот. Како е засега состојбата? Има покачување на цени, нема покачување на цени, намален ли е транспортот, што се случува? Овака видите во Македонија, значи имаме лиценцирани трговски друштва и ние сме меѓу првите кои што се лиценциравни, ги согласивме сите. Колку компании се тоа? Па има околу 1700 кои што вршат меѓународен превоз, тука да не забораваме дека има доста и сопствен превоз што вршат, значи се трговци или производни капацитети, не е битно, така да све на се има едно 2700 трговски друштва, микро, мали и средни, кои што ја вршат оваа работа и можам да кажам дека повеќе се тоа семејни бизниси. Значи се работи за лица кои што обслужуваат. Колку луѓе се вкупно? Па над 50-60 илјади лица кои што активно работат. Ако помножиме пута 4 додадеме и од семејствата, значи животот го обслужуваат многу повеќе. Што зависат, животните услови зависат од работата на превозните компании. Овие работи кои што сега се предвидуваат да се направат, значи ја кажав и преска дека ние и сега не контролираат, меѓутоа контролите се толку слаби да нема да се одразат на работењето на превозниците. Во услови на економска, финансиска криза, воена криза, намалување на пазарот, значи да се исфрли Русија, Белорусија, Украина, тоа е целосно намалување не на пола, на повеќе од пола на пазарот, а од друга страна па сите капацитети тргнувајќи и од фабриките што се во зоните кои што се странски инвестиции, тие го намалија многу производството, што значи извозот и увозот исто така се намали. Конкуренцијата на транспортниот пазар е огромна. И затоа сите овие држави кои што се од Шенген зоната на секој можен начин
ги сузбиваат движењата на превозниците кои што се од Западниот Балкан. Поготово и на турците, зашто ни се најголема флота и затоа ние наидуваме на ова да се спроведат ригорозни мерки исто како да сме туристи. Значи ние воопшто не сме туристи, бизнесмени сме, што никој не го разбира, не сваќаат колку многу има вложено во транспортот, затоа што имотот се движи на тркала, а никој не помножил колку пари се вложени, поготово што само еден комплет возило кошта над 150.000 евра. Само едно. А имаме ние и такви средни фирми кои што имаат по 70, по 80, по 100 возила. Тоа е огромен капитал. Што ќе значи тоа што кажа го усилат Тоа бизнисот значи надвор, дека каде одат и само како што го сакав решават сега да проблемот? кажам, значи тоа е огромен капитал кој што се внесува, кај што дејност, кај што не постои залиха па да ја тргнеме, па да ја чуваме за некои подобри времења, што значи сега според нашите проценки околу 30% од капацитетот на возилата на сите овие фирми не е активен, затоа што нема возачи. Се случува во моментот, значи некој возач ќе тргне, ќе го запрат во Чешка или ќе го запрат во Маđарска, Словенија, Хрватска, не е битно, ќе му пресметаат дека надминал 90 дена, Грција исто се случува, 90 дена, ако има до 95-96 деца, оваа дена ќе го пуштат со тоа што ќе му речат дека може да замине без плаќање на казна, со тоа што треба некој да дојде да го замени него за возилото да го однесе до крајната дестинација. Меѓутоа, ако се случи да има 100 дена, или онакво се наплаќаат високи казни, па имаше случаи кога ставаа и црни печати во пасошите, меѓутоа тоа успеавме со босанците кои што не се исто заедно, они тужеа во Страсбург и добија, затоа што доколку на возачиве, професионални возачи им се стави црн печат, значи им се загрозува човековите права за слободно движење, бидејќи они се движат сега како професионалци вршејќи дејност. Не се физички лица како во туризмот да одат да сеат или да одат со работна виза да работат, па останале подолго. Така да тука добивме како дека не смеат да го прават, не го прават веќе тоа, меѓутоа високи се казните кои што треба да се платат. Цените што спомнавте дали на превозите се зголемија, од аспект на македонските превозници не се зголемени цените, бидејќи конкуренцијата е огромна. Значи, многу често еви премиерот го слуша, вика инфлацијата е резултат на цените на превоз. Меѓутоа не прават разлика меѓу организатори на превоз и меѓу превозници. Организаторите на превоз се тие што немаат возила, него преговараат со големите компании, затоа што на големите компании им е полесно да разговара со еден, отколку да разговара со многу повеќе посебни превозници. Така да цените кои што се високи ги постигнуваат организаторите на превоз, додека бидејќи на транспортниот пазар понудата на празни возила е повеќе отколку што е побарувачката, ние имаме пониски цени. И доваѓа до екстра профит кој го прават. И ја често кажувам и во продавнициве, работиве кои што ги наат, бидејќи нашите бизнесмени, се извинувам ако некога навредам, многу сакаат да разговараат за берзи. И они разговараат на берза, цената на производот е толку, на нафтата цената е толку, си ги прават калкулациите според цените на берзата. Меѓутоа, не секогаш цената на берзата се постигнува кога договараш, зависи од тоа колку купуваш, колкава количина е, дали си редовен муштерија, ништо, меѓутоа во цените на производите е високата цена и тоа се све екстра профити, кои што не можат ни да ги најдат ни инспекторите, затоа што одат по цените на берзите, поготово кај превозот. Значи, превозникот, ако му стои возилото, 2 дена, 3 дена, 5 дена, па тој секој ден губи по 70-80 евра, затоа што плаќа дневници на возачот кој седи. Возилото како се амортизира од секој ден стоење и некогаш се решаваат дури празни да поминат поголем број на километри за да најдат превоз, па да стасаат назад да се вратат, бидејќи ние сме целосно ограничени, значи и територијално и во однос на престојот на денови. Многу ретко се државите каде што имаме слободен пристап, либерален на транспортниот пазар, додека сме поврзани со специјални дозволи кои што ги разменуваме меѓу државите за да можеме да престојуваме. Значи,
ако немаш соодветна дозвола во Германија, не можеш да товариш. Ако немаш соодветна дозвола во Белгија, исто така не можеш да товариш нити да влезеш. Значи, кругот, конкуренцијата која се прави, можностите кои што ги имат. Навистина постојат така наречени CEM дозволи, кои што важат во 43 држави, меѓутоа, тие не се достапни за секого. И тука не ограничуваат како базни дозволи кои што можеме да ги добиеме, додека сите оние држави од Европска унија 27, кои што не им требаат CEM дозволи, бидејќи имаат слободен пристап движење на возила во 27 држави, они имаат поголеми квоти и не дозволуваат тие да се распределат на државите кои што не се членки на Европската унија. И уште кратко, И затоа моментот пазарната каде економија, оди се нашиот извинувам, и бизнес, затоа каде се сели? пазарната економија тука не влија. Каде се сели нашиот бизнес? Рековте дека голем дел од компаниите размислуваат да отидат надвор. Во кои држави би отишле за да... Па одат, ја преска кажа, во Германија, во Полска, во Чешка, возачи реков. Меѓутоа, превозниците, значи со својот капацитет на возила, работат низ целиот Шенген, низ сите Шенген зони. Како со возила. Меѓутоа, ако има возачи, ако нема возачи, нема да може да обслужуваат. Господине Керим, го спомнавме тој новиот систем ETIAS кој треба да почне да функционира на крајот на годината со плаќање 20 евра, ќе важи таа онлайн регистрација 3 години, ќе треба пред време да се каже каде се иде, која дестинација и слично, колку време. Значи, прашањето тука ми е, сметате дека со ова ќе може да има компликации кај туристичките агенции, бидејќи дали самите лица, самите туристи ќе треба да си ја поднесат таа онлайн апликација која ќе патуваат нели на некој туристички аранжман? Дали тоа на некој начин може и да направи некакви проблеми на некого ако не му е дозволено, еве рековме ако има дополнителна проверка, таа може да трае 30 дена и да пропадне цел аранжман. Очекувате ли такви проблеми? Сега видите, тоа од старт ќе биде проблем. Значи 20 евра за едно 4-члено семејство од 4 души, тоа е 80 евра, тоа ќе биде сериозен удар. Значи збориме кои ќе одат на летување во Грција, 80 евра треба сами да си ги поднесат. Не може агенцијата да ги поднесе или авиокомпанијата, тоа сами ќе си ги поднесуваат и тоа е од старт товар за секој македонско семејство во иднина. Не знам, прво беше се разговараше за сума 7 евра. 7 евра не беше некој проблем, ама сега 20 евра, тоа ќе биде исто као виза да зијаме, као да сме вакво, као да зијаме виза и тоа малце ќе биде оптеретување за секој македонски граѓани што ќе патува. И сега во контекст на колешката што кажа за фирмите, можам да кажам дека грото од превозниците имаат бугарски пасоши. Значи, и сите имаат своја фирма и во Ќустендел и во Скопје. Од тоа ја што го знам, значи и си имаат резервни варијанти и нема толку да биде големо вакво проблемот. Се тие што немаат бугарски пасоши, тоа е за нив е проблем. Секако, меѓутоа тие што ги зема бугарските пасоши си работат на други места со поголеми дневници и тоа го оптоварува, како што кажа системот за превозниците. За нашата сфера, ние ќе се бориме да ги нема тие 20 евра, бидејќи тоа ќе биде огромно оптоварување за македонскиот народ, за македонските граѓани и затоа значи ќе поднесеме барања и до Европски парламент и до како се вика до Асоциацијата на европски туроператори, се тоа да се трне, да се избегне, бидејќи тоа ќе биде едно големо оптоварување. Или па да се направи некоја друга варијанта, како символично, како што беше 5-6 евра, 7, 20 евра за 4-члено семејство, 80 евра, ќе биде терет. Сепак ние не сме членка на Европската унија, немаме такви стандарди, високи стандарди како што они имаат и затоа ќе гледаме на секој можен начин тоа да го одложиме или да го укинеме, за да нема такво плаќање. И ја мислам дека и се надевам дека нема да биде тоа да се имплементира тоа плаќање. Рековте ќе поднесете иницијативи, што доколку не се случи, очекувате ли да има некакви намалување на туристички аранжмани во случај? Во поново време, значи, тој ќе биде удар голем врз авиокомпаниите. Нема да биде толку врз туристичките агенции, колку што ќе биде во авиокомпаниите, бидејќи
80% од прометот во македонскиот туристички промет се прави преку авиокомпаниите и директно преку booking провайдерот. Значи, ако може да видите од онлайн плаќањето, ќе видите дека најголем промет се плаќа во Холандија, тоа е таму седиште на Booking, или во Унгарија, кај што седиште на Визер. Значи, луѓето генерално сами си станаа као своји агенти, сами си ги организираат патувањата. Туристичките аранжмани што ги прават агенциите нема да бидат погодени, него ќе бидат директно погодени авиокомпаниите и онлайн букерите, кои што ќе имаат удар во својата продажба. Иначе туристичките агенции, аранжмани што ги прават, ја мислам дека ќе ги имплементираат со цени од овие 20 евра или колку ќе бидат за плаќање. Тога нема да се осети ништо во аранжманите од туристички агенции, меѓутоа онлайн што патуваат луѓето, таму ќе осетат многу. А што би се случило доколку некој не помине регистрацијата на еден, двајца патници или цело семејство? Трошоците самите ќе си ги поднесат за хотели и останати работи. Апсолутно, ако може да се Чиј товар ќе падне на трошоците, тоа сакав да прашам како може да се одложи, ако може да се одложи плаќањето, мислам од страна на агенциите ќе биде рефундирано на патникот, меѓутоа ако не може да се одложи, ако е на еден ден пред патување, тогаш паѓа на товар на патниците. Да се оглучат. Да додадам нешто. Зборуваме за форма на организираност. Самиот систем ETIAS нема да бара да вие 30 дена пред вашето патување да тогаш аплицирате за дозвола. Сепак таа дозвола ќе важи 3 години. Вие ако планирате во септември, може да аплицирате во март. Така да мислам дека нема да има таков проблем. Спорувам веднаш по примената, тогаш ќе нема време да се аплицира, да чекаме Да, ама крај имајте во предвид дека ако вие сте патувале претходно, а сите патуваат претходно, тој милион кој го спомна колегата дека излегуваат барем до Грција, ќе знаат дали имаат слободен влез или немаат слободен влез. Така да нема да има никакви проблеми. И она што не би сакал да звучи саркастично, ние имаме ветување од политичарите дека многу скоро ќе отпочнеме и формални преговори со Европска унија, па можеби ќе ни дадат повластен влез во Европска унија, како што имаат дел од неевропските држави, односно државите кои не се член на Шенген зоната патуваат слободно во Европска унија, како што е еден Кипар кој се уште не е член на Европска унија, како што е една Норвешка, како што е Швајцарија. Така да мислам дека има форми. Ако нешто треба да разговараме на оваа маса и да испорачаме како порака до јавноста и индиректно до политичките гарнитури или естаблишментот да се борат за македонците да имаме повластен влез во Европска унија. Затоа што тоа го заслужуваме. Од сите страни сме обкружени со Европска унија и срамота е да ние бидеме ставени како државите од третиот свет, кои доаѓаат исклучиво преку или најголем дел преку воздушен влез во државите на Европска унија. Ние можеме по патен или сувоземен сообраќај да дојдеме до голем дел од европските држави. Така да нека биде ова порака која јас би сакал да има некаков ефект во јавност, затоа што ние зависиме од нашата дневна политика. Ако политичарите не се изборат за нас, ние, дали е тоа туристичка комора, дали е асоциација на превозници или ние кои работиме во еден друг сегмент, нема да успееме многу да се избориме ако рейтингот на оваа држава остане на нивото на кое е сега. Така, господине Кир, може јас малку. Јас сум 25 години генерален секретар на асоциација Макам Транс и не ги познавам сите 1700 превозници, кои што се претежно меѓународно, за да кажам дека имаат фирми во Бугарија, Чустендил и било каде или бугарски пасоши и да имаат, значи како што можат странциве да дојдат да инвестираат во нашава држава и превознициве наши можат да инвестираат нели во други држави, меѓутоа парите кои што ги заработуваат, даноците кои што ќе ги плаќаат, ќе останат во Бугарија, нема да бидат во Македонија. Значи јас ги застапувам сите наши превозници, кои што се тука, кои што реално го имаат капацитетот на возила овде. И воопшто не ме интересира дали имаат свој погон или фирма во Бугарија, во Словенија, било каде. Значи, она што е проблемот е за нас овдека капацитетот на возила се 17.000 возила регистрирани во Македонија. Што значи
Ако има 5.000, 6.000, 10.000 возила, те ќе си бидат регистрирани во некоја друга држава и тоа не ме засега, нити ме интересира. Секој има право на свој бизнес план и како ќе се развива. Меѓутоа, проблемот кој што настанува сега за овие што се тука е голем. Затоа што овие 20 евра што ќе треба да ги плаќаат, рачунете, важат 3 години, ама важат за патнициве, за возачиве не. Ке работи 3 месеци, ке му извадат газдите едно одобрение, така, па ќе си побегне. Новија што ќе дојде, пак на него треба да му издадат. Ако добие негде забрана при бројање на деновите дека престојувал 95-96 дена, ќе му става таму некоја забелешка дека нема да може да добие одобрение за да влезе, па ќе чека месец дена, а месец дена некој е возило да стои и месец дена некој возач да не работи, што ќе правиме, од кај ќе ги собираме парите? Значи, ќе дојде до отпуштања затоа што никој нема, кај нас е принципот на реализација. Ако имаш реализација, ќе имаш што да исплаќаш. Ако нема реализација, немаш што да исплаќаш. Ме сваќате, многу е различно. Али стереотипот кој господинот сега го кажа со тоа дека има бугарски пасажи, па има и словенски, има и чешки пасажи. Меѓутоа не е доволен бројот на тие луѓе кои што ги имаат тие пасажи, тие си работат во европските држави. Одамна се побегнати. Јас зборувам за македонците, кои што се тука и треба да не обслужуваат. И ова што го кажавте и вие, господине, во однос на државата. Државата треба стварно да преземе огромни мерки да прави. Сега баш изготвуваат национална стратегија за развој од повеќе од 10 до 30 години. Ќе се движи за развојот на сообраќајот. Значи, треба да се предвидат сериозни мерки за да се образуваат прво луѓето. Ние од 20 се изборивме пред година дена да се отвори смер возач во АСУЦ, оваквото, каде што сега минатата година беа 8 деца, сега уште 8-10, значи да имаме професионални возачи, затоа што они не се амбасадори кои што не представуваат надвор од државата. Зошто да не знаат историја, географија, јазици, да знаат да ги распознаваат документите, а не некој што отишол во автошкола, завршил ЗЛЦ категорија, мислам, стварно не е така. Господине Керим, каде ни се најчесто патувањата на нас? Значи, каде, покрај Грција, што ја спомнавте, милион за време на летни, каде најчесто патуваат македонците? Кај патуваат? Во однос на понудите кои вие ги... Европска Унија патуваат, значи, еве сега, од вчера почна зимскиот ред на летање, има 560.000 нови седишта. Знаете што е тоа? Значи, 560.000 нови авионски седишта за патување низ цела Европа. Значи, имаме отприлика околу 30 дестинации покриени од Скопје и луѓето си организираат, си прават. Еден викенд ќе оди во Шведска, другиот викенд си оди во Италија, третиот викенд оди во Франција, во Париз. После тоа сега имаме директно за Мадрид. Значи, луѓето индивидуално си шетаат, си прават план, програм каде се шетаат, бидејќи се цените достапни и затоа, значи, не можеш да ги планираш кој каде патува. Значи, све е на индивидуален терк и 80% од патувањата се индивидуални. Луѓето сами си букираат преку онлайн, си купуваат авионски карти, си купуваат и, како се вика, хотел си букираат и си го организираат своето патување. Значи, генерално се патува во европските метрополи, највише, и кај што е поевтино. Поевтини дестинации, таму почесто патуваат. Пример, кај беше летово најинтересно беше Египет. Зашто? Поради цената. Ефтина дестинација, сите таму беше во поголема мера опфатено Египет од страна на туристички туроператори. Така, господине Кучевски, имаме ли бројки? Еве, заврши оваа сезона, да речеме на некој начин. Колку македонци беа на работа, во кои земји во бројка, колку испративме надвор? И дали очекувате, нели рековте дека сегде се намалени, сите земји помалку барат работници. Кои се предвидувањата, што очекувате во иднина? Работната миграција секогаш постоела и се движи сезонската помеѓу 15 и 25.000 лица на годишно ниво, а перманентната или постојаната зависи од многу економски текови и слободата на пенетрација на одредени пазари на трудот.
Изминатава сезона најголема популација, македонска популација замина во Хрватска. Според статистиките кои ги имаме преку нашата компанија во Хрватска, повеќе од 15.680 македонци беа регистрирани дека работеле во Хрватска во оваа сезона. За разлика од Хрватска, каде што имаме одредени показатели врз основа на статистиките кои може да се извадат од нивните државни институции, во другите европски држави тие показатели не се видливи или не можеме да ги евидентираме, можеме само да ги претпоставиме. Од државите во обкружувањето и натаму најмногу привлекува Грција. Во Грција летово, според она што ние го евидентиравме и сознанијата од работодавците кои ги имавме, работеа околу 1400 македонци. Бугарија имаше нешто помалку од 800, Црна Гора бројката беше значајно намалена, повеќе од 350, и европските пазари се застапени со вработување кои се полулегални или нелегални во сезонската миграција. Германија, Италија, забележителен е одливот на работна сила во Белгија, деломно во Франција, и би кажал неколку скандинавски држави, за жал, каде што немам конкретни информации. Перманентна имиграција и натаму постои за Малта, која нуди одредени форми на интегрирање на македонската работна сила. Перманентна имиграција постои делумно во одредени сектори во Германија, не во сите како што беше своевремено присутно. Перманентна миграција ние забележуваме дека се случува и со Италија, врз основа на статус на семејствата кои стекнале право на престој во Италија, и она што е делумно ново, гледаме дека има повлекување на дел од македонска работна сила, поготово гостителството за Кипар. Сите информации кои ги достив, односно ги презентирав, се релевантни, бидејќи на дневна база работиме со одредени институции од државите за кои зборував, и работиме со работодавци. Каква ќе биде наредната сезона, постав на интеграција на сезонска работна сила во пред се во традиционалните држави, како што се Хрватска, би кажал Грција, Кипар, деломно Бугарија, можеби и Германија, се уште не знаеме, бидејќи сите држави кои вработуваја само на работна дозвола, наредната година, почнувајќи од месец март, Европскиот парламент донесе една посебна уредба која бара да државите се водат до одредени квоти. Така да државите за кои изборувавме пред малку нема да може да се определуваат собствени квоти, туку ќе бидат зависни од квотите кои ќе бидат усогласени со Европскиот пазар на трудот. Што тоа во преносна смисла на зборот значи? Ако Хрватска оваа сезона имаше повеќе од 115.000 странски работници, наредната година, односно до крајот на месец ноември, ќе добие квота за која ќе треба да преговара со Европската унија за да стекне право на интеграција на странска работна сила во нивната држава. Бидејќи Европа се плаши од одлив на работна сила која дошла сезонски, а потоа мигрирала во другите европски држави, што реално и се случува во моментов. Може би не толку со македонската работна сила, колку што е злоупотребата присутна кај државите од третиот свет. Што тоа значи за граѓаните на Македонија да разберат? Ако, да кажеме, вие донесите работна сила, што е проблеми во Македонија, од Бангладеш, и таа работна сила работи тука и од екс причини не е задоволен работодавецот или работникот, никој не одговара каде тој работник ќе заврши. Тоа се случи во Хрватска, тоа се случи во Словенија, тоа се случи во другите европски држави. Затоа хиерархијата на управување на квотите за интеграција на работна сила е преземат европските институции и државите ќе добијат контингенти за интеграција на работна сила. Дали македонците ќе бидат повторно 15.000, ќе зависи од тој контингент. Дали ние ќе имаме и натаму успешни сезони на само иницијативни вработувања во одредени држави, пак зависи од регулативата, бидејќи она што го кажав претходно, ако се имплементира новиот електронски систем на евиденција, тогаш и тие кои биле храбри, работата на црно ќе згасне. Така. Господи Муратовска, за крај. Имаше реакции, нели споменавме неколку пати на регионално ниво, до каде са? Не е ова проблем само на нашите транспортери, на повеќе земји кажавме. Остра порака имаше и премиерот. Имате ли некакви податоци или очекувате ли некаква реакција во однос на транспортерите? Последната активност што беше овој самитот во Лондон што се одржа за Западен Балкан, каде што сите заеднички доставивме циркуларно писмо во кој што предложивме начини на решавање на проблемот,
Меѓутоа, ден денеска нема одговор. Ние баравме да се изедначат со сите други транспорти, со железнички, со авио и со бродскиот превоз, каде што на посадата нивна не им се бројат денови, затоа што им се признава дека се занимаваат со одредена дејност. Од друга страна, исто баравне додека да се реши тој проблем, зашто не ни е познато. Мислам, познато ни е зашто не ставиле малце настрана, бидејќи сме таргет за да се намали приливот на поевтина превозни компании кои што би работеле со Европската Унија. Баравне да се рачуна, барам да добиеме уште 10 на 15 дена, оно што го кажав и преска, преку дигиталните тафаграфи. Има аетер спогодба која што се пресметува до секунди работната активност на возач заедно со возилото, што значи да се реално да се измери времето на престој, престој да го кажам во наводници, затоа што не е престој, него е вршење на дејност. Повратен одговор нема, се уште нема никаков поврат. А очекувате ли добра разврска? Па искрено да ви кажам, следејќи уназад 10 години и повеќе она што се случува на транспортниот пазар во однос на работната сила, не очекувам некоја попозитивна мерка. Исто една од активностите беше работни визи да добиеме, за да можат као да работат, меѓутоа треба да биде посебен вид на некоја работна виза, затоа што лицата нема да бидат вработени во некоја странска организација. Швајцарците имаат таква, али истата шема е. Она тоа го направија пред време да си земаат пари, без разлика што имаме визна либерализација, само за возачите, професионалните, мора да вазат од Косово визи кои што се исто така 90 дена во 180. Што воопшто нема некоја подобрување. Бидејќи тука мора да завршуваме, и господин Моратовска, ви благодарам што бевте денешен мој гостин. Ви благодарам и ја што не поканевте, што овозможивте вака малце пошироко да објасниме некои работи. Господине Керим, благодарам и на вас што сте дел од Бизнис 21. Господине Кочевски, благодарам за разговорот. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Тоа беше Бизнис 21 со мене Александра Филиповска. Со нови актуелни теми се гледаме наредната среда во истиот термин 21:30 часот. Ви посакувам пријатна вечер и останете со програмата на телевизија 21.